Благодарам, почитувам колега Левков. Вашето излагање мене ми делува дека вие практично ги застапувате производителите, односно загадувачите. Поправете ме ако грешам, но аргументите кои што ги давате одат во таа насока, а не дека се грижите за животната средина. Морам да ви укажам дека кога зборувате за колективни и самостојни постапувачи, тие се непрофитни организации. Значи не можете така да сите тие тези и понатаму аргументи што ги кажавте од аспект не знам на фирми, па не знам каква безбедност и така, и затоа и се производителите вклучени во тоа тело колективен постапувач. Значи целиот систем е поинаков. Значи, кога се кажуваат работите, треба прво да се видат убаво и потоа да се објасни, не само селективно да се презентира и да се прави забуна непотребна. Значи, целиот концепт е поинаков. Ги вклучувате производителите, односно загадувачите, во процесот да имаат учество како колективни постапувачи, што за мене е прифатливо, бидејќи тие знаат што произведуваат, знаат што работат, имаат директно учество во тоа, и на крајот и тие се најодговорните. Велите, зошто да биде одговорноста потоа на производителот? Па затоа што е директно вклучен како колективен постапувач. Значи, тие се луѓето, а овие се непрофитна организација. И затоа, ако пропаднат, на крајот, за мене е логично да биде нивната собственост останува на државата. Така што тоа е концептот. Во однос на тоа велите кои стручни лица ќе вршеле ревизија, проверка, дека само од финансии можеле. Не е точно. Значи сите фирми подлежат на различни типови на инспекции, не само финансова, и на трудова, и на инспекторат за животна средина, па и на здравствен инспекторат и така натаму. Значи не може само финансова инспекција да врши увид во фирмите какви год да се и со што год да се занимава. Велите производителите ќе биле високи овие гаранции што треба да ги даваат и така натаму, ова било отпад, а не било злато. Тука ни е основната разлика во концептот. Отпадот е злато. И во овие мобилни телефони што ги имаме, и во телевизори и компјутери има драгоцени метали. И тие треба да ги искористиме, наместо да купаме по земјата руда, злато, платина, не знам што, овие да ги искористиме и да ги рециклираме, и така ќе го напуштиме концептот кој вие го заговарате за отварање рудници, а јас велам не, да не отвараме рудници, ево овој отпад да го користиме и да си добиеме тоа што ни е потребно понатаму. Значи, зборуваме за различни концепти, затоа си дозволувам да кажам дека вие, колку имам право на реплика, фала, дека ми делува дека ги застапувате. Фала. Многу ме прекинувате ова. Јас сум заинтересирано лице, добро. И уште нешто, велите јавното обвинителство. Па никој не го спречува јавното обвинителство да реагира. Ако реагира некоја друга инспекција, служба, било каква, јавно обвинителство пак не тоа не го исклучува. Јас тука се согласувам дека секој може и јавното обвинителство по допрен глас. Но ова ги укажува на оние кои мора да реагираат, а јавното обвинителство ако има сознание апсолутно да реагира. Благодарам.